Почитувани представници на медиумите, дами и господа, добар ден. Во среда во Собранието на Република Македонија ќе отпочне расправата за ребалансот на буџетот. За прв пат во историјата на нашата земја тоа се случува по само 4 месеци од донесувањето на буџетот. Само 4 месеци беа доволни да се покаже дека сите проекции беа целосно нереални. Залудни беа сите укажувања и предупредувања дадени од страна на опозицијата, од страна на независните експерти, меѓународните финансиски институции, па дури и Народната банка на Македонија. Владата и во нејзино име најмногу министерот за финансии Ставревски, сите овие предупредувања ги игнорираше, ги потценуваше, а многу често ги прогласуваше за нестручни и злонамерни. Министерот Ставревски без разлика дали заради своето незнаење или заради својата тврдоглавост проектираше и на парламентот му наметна нереален, неостварлив, лажен буџет и со тоа предизвика тешки последици на макроекономската политика на земјата. Второ, во среда исто така на дневен ред во Собранието ќе се најде и законот за новото задолжување на земјата со кредит од 250 милиони евра од Дојче банка со камата од 6,83%. Со ова процесот на енормно задолжување на земјата продолжува. За да трагедијата биде уште поголема, овие пари кои ќе мора ги враќаат сите наши граѓани се трошат на непродуктивни, безкорисни, често пати и криминогени проекти. Министерот Ставревски цинично објасни дека овој заем е доказ за високото реноме на земјата. Почитувани граѓани, овој заем не е доказ дека Македонија има високо реноме. Овој заем е доказ дека Македонија има празна државна каса. И министерот Ставревски носи лична одговорност за тоа. Трето, денес најстрого чувана државна тајна во Македонија не се ниту прашањата поврзани со безбедноста на земјата, ниту деталите поврзани со спорот околу името. Денес најстрого чувана тајна е податокот колку буџетот му должи на стопанството. А му должи многу и на тој начин владата директно ја руши ликвидноста на фирмите и предпријатијата и придонесува за колапс на стопанските активности. Господинот Ставревски, како министер за финансии, носи директна лична одговорност за оваа состојба. Четврто, пред точно месец дена отпочна акцијата Детонатор. Што се покажа? Дека на 1/3 од територијата на Македонија полицијата не само што не се борела против криминалот, туку и се јавила во улога на негов заштитник, па дури и креатор. Се покажа дека во земјата илегално биле внесени околу 1000 покер апарати. Тоа е бројката на досега откриени, а кој знае колку вкупно ги има. За илустрација, тоа е конвој од најмалку 50 на камиони. Можно ли ова да се случи без директна инволвираност на царината во овој криминал? Се покажа дека во неколку градови во Македонија со години наназад функционирале десетици и десетици нелегални коцкарници и играчници. Можно ли ова без директна инволвираност на инспекторските служби и управата за јавни приходи во овој криминал? Имајќи во предвид дека Министерството за финансии има законска надлежност, но и обврска, да врши надзор и контрола во работењето на овие институции, министерот Ставревски има директна, во најмала рака, политичка одговорност за овие состојби. Ова се само дел од причините, а ги има уште многу други, и нив ќе ги изнесеме во парламентарната дебата, заради кој пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз ќе поднесе до Собранието интерпелација за работењето на министерот за финансии Зоран Ставревски. Се надевам дека овој пат пратениците од парламентарното мнозинство при одлучувањето ќе се водат пред се од фактите и интересите на граѓаните и ќе ја дадат својата поддршка за оваа интерпелација. Ви благодарам, доколку има прашања, ви стојам на располагање. Детонатор и се што е поврзано со него, помалку од члените или партиите од вашата партија
на посреднички прашање побарам да го праша јавно премиерот кога ќе ја смени Јанкуловска, зашто ви интерпелативно министерката? Без сомнение, министерката Јанкуловска има политичка одговорност и таа политичка одговорност ние ќе ја покренеме. Не само заради детонатор, не само заради тоа што се покажа дека голем дел од полицијата соучествувала во криминалот на одредени криминални структури, туку и заради тоа што безбедносните служби целосно затаја во превентивниот дел кога говориме за злосторот што се направи кај Смилковското езеро. Меѓутоа, од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз е одговорна партија и ние сметаме дека ова е период во кој што најважна работа за Македонија е успешно да заврши истрагата, да се откријат злосторниците и да се изведат пред лицето на правдата. Даваме целосна поддршка за успешно приведување до крај на тој процес. Време за одговорност има и ние ќе ја покренеме. Повелете. Ние искрено сакаме да помогаме. Да. И уште ако до крај ги послушаат нашите совети, тогаш ќе се стави на дневен ред и Груевски. Инаку, веќе кога говорите околу новиот бран во ВМРО, да помне мал коментар, значи се работи за еден обид за целосно замајување и манипулирање со јавноста. Груевски, соочен со катастрофалните состојби, и тоа во сите сфери во општеството, свесен дека незадоволството на граѓаните од ден во ден се повеќе расте, по кој знае кој пат, како и секогаш досега, се обидува да најде некој друг виновник. Виновник никако не може биде тој и неговите политики. Овој пат виновниците ги најде во слепите партиски послушници, што во целиот изминат период безпоговорно ги спроведуваа неговите политики. Значи, политиките остануваат, Груевски останува, Курбан ќе одат некои луѓе од вториот, третиот ешалон и веројатно ќе најдат нов Курбан кој ќе дое на нивно место. И сосема уште на крајна реченица, лошо е кога една земја има неефикасна власт, но најлошо е кога има власт која што ефикасно спроведува погрешни политики. Сега Груевски ни нуди погрешните политики да останат, а тој да се обиде уште поефикасно ги спроведува. Повелете. Бранот на промени во СДСМ се случи на последниот конгрес. Околу 90% од членовите на Централниот одбор и околу 90% од председателите на општинските партиски организации за прв пат ја презедува таа должност или функција. Значи, ние тоа го сметаме за наредовна активност и од тоа немаме намера да правиме циркус или лакрдија, уште помалку манипулација со јавноста, како што тоа го прави Груевски и ВМРО. Се работи за редовни активности, што претпоставувам дека се вообичаени за секоја партија.